Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира оваа вечер ќе слушаат емисијата Глас на вистината. Како и сите изминати вечери, така и ова вечер. Бог благоволи по неговата милост да можеме повторно и ова вечер да бидеме заедно и се разбира да го слушаме неговото слово. Да го слушаме неговиот збор, кој има живот во себе си и кој има мојк да трансформира и да создава од ништо да направи, се разбира, нешто. Зборуваме за една прекрасна тема која што длабоко верувам дека може многу длабоко и силно да ја допре вашата душа и вашето срце. Нешто што нас во овие тешки времиња во кои ние живееме, ни е неопходна, а тоа е верата во Господа. Многу често пати размислуваме за настаните кои што се случуваат околу нас и кај нас. И гледаме дека ништо нема добро. Затоа, Библијата зборува дека доброто е само во Господа и дека од него проникнува доброто, затоа што тој е изворот на доброто. Библијата вели дека никој не е добар освен единиот Бог. Бог не е изворот на злото кое што го гледаме на сите страни на овој свет, туку Бог е изворот на доброто. Така да ќе зборуваме повторно за оваа прекрасна тема која што пред нас е и верувам се поучуваме и во идните наредни емисијата се разбира Глас на вистината, ќе зборуваме за една комплетна, целосна доверба во Господа. Тоа е всушност богоугодно и тоа е волјата Божја, да ја положиме целосно нашата доверба или нашата вера кон Господа. Затоа што реков, живееме во последните времиња, кога се случува околу нас во светот и кај нас. Затоа е потребна една целосна доверба во Господ Исус Христос. И видовме многу нешта во овие изминати емисии. Видовме всушност што е тоа вера. Видовме дека верата е жива представа во она што не се гледа, а ние докажуваме дека постои. Дадохме еден класичен библиски пример од Евангелието на Јован, каде што Господ Исус доаѓа и го повикува Тома и му вели: не биди неверлив, туку биди верлив. Но сепак поблажени се оние кои што не ме видоа, ама ќе поверуваат во моето име. Потоа видовме што вели Свети Августин. Иако верата е верување во нешто што не го гледаме, наградата е дека ќе го видиме тоа што нас ни е потребно. Видовме и понатаму што верата може, се разбира, да направи за сите нас. Сега, сакам да зборуваме за сигурност на вера. Сепак, гледаме дека се случуваат многу работи, многу работи се случуваат, сепак мораме да знаеме дека кога ја положуваме нашата вера, Бог од нас бара да бидеме сигурни во тоа што ние веруваме. Ќе зборуваме ова вечер за сигурност на вера или сигурност во верата и ќе дадеме во согласност со самиот наслов, со самата тема, два комплетни библиски случаеви или настрани кои што се наоѓаат во книгата на Данило. Како што реков, живееме во време во кое што се случува околу нас и се разбира кај нас. Во време каде што се случува да нема спокој, мир, сигурност, радост и љубов. Ќе отвориме заедно во првото послание, всушност во второто послание до Тимотеј. Ова писмо го се разбира го пишува апостолот Павле. Ова е второ писмо кој му го испреќа на овој млад човек и тој го советува за опасностите, за ризиците кои доаѓаат во последните времиња. И еве што ни е запишано. 2 Тимотеј, 3 глава, од 1 до 5. Треба да знаеш дека во последните денови ќе настапат многу тешки времиња. Луѓето ќе станаат себични, алчни, за пари,
самолюбиви и горделиви, ќе не вредуваат и ќе бидат непослушни спрема родителите, ќе бидат неблагодарни и без трошка и малку совест, ќе нема љубов ни желба да се простува, ќе се клеветаат еден со друг, ќе нема само контрола, ќе бидат свирепи и ќе му се противаат или ќе се противаат на се што е добро. Ќе станат предавници и вообразени. Наместо да го сакаат Бога, на прво место ќе сакаат да уживаат во своите страсти. Навидум ќе изгледаат побожни, но тие ќе одбиваат силата што не може да ги направи навистина побожни. Држете се понастрана од таквите луѓе. Еве како во последните времиња Библијата зборува како ќе станаат луѓето. Затоа вели, треба да знаеш какви ќе станаат луѓето во последните времиња. Затоа што живееме сепак, рекол, по тешки времиња, во време кога се што се случува околу нас и кај нас. Луѓето ќе станат само фалци, само живи, само горделиви, родителите нема да бидат почитувани и така натаму, и така натаму. Сакам да отвориме заедно во книгата на пророкот Еремија, 29 глава. Всушност, тоа е една старозаветна книга од пророкот Еремија, како што реков, 29 глава, ќе го читаме 10 и 11 стих. Ова е пророштво издадено од самиот Господ Бог преку устата на пророкот Еремија, се разбира кон Божиот народ или кон својот народ Израел. И еве што вели таму Господ. Значи, книга на пророкот Еремија, 29 глава, 10 и 11 стих. Вика вака: бидејќи така вели Господ, кога во Вавилон ќе се исполнат 70 години, тогаш ќе ве потсетам и ќе го исполнам мојот добар збор за вас, за да ве вратам на оваа место. Зошто само јас ги знам за мислите што сум ги замислил за вас, вели Господ. Замисли за добро, а не за зло. За да ви дадам иднина и добра надеж. Ова е пророштво дадено од самиот Господ Бог, реков преку устата на пророкот Еремија. Еве што вели Библијата за пророкот, се разбира, за пророкот Еремија. Еве како вели таа. Во кое време живеел или во кое време се наоѓал пророкот Еремија. Во свое време Еремија бил еден од малобројните јудејци кои сепак му останале верни на Господа. Често пати се наоѓал во ситуација да биде сам против сите. Да спомниме дека времето во кое живеел Еремија било време на војни, кога ново никнатите империи ги покорувале до тогашните царства. Малото царство Јудеја долго време се одржувало, но во време на Еремија било, се разбира, совладано од Вавилонското царство, начело со царот Навуходоносор. Еве ќе отвориме во првата глава на книгата Данило, значи прва глава од книгата на Данило. Во третата година од царувањето на јудејскиот цар Јоаким се крена вавилонскиот цар Навуходоносор против Ерусалим и го обседна. И го предаде Господ во раката негова, јудејскиот цар Јоаким, и дел од садовите на домот Божи тој ги испрати во земјата Сенар, во домот на Неемниот Бог, и ги внесоа тие садови во ризницата на неговиот Бог. Овде гледаме дека ова е пророштво кое е дадено од самиот Господ Бог, дека неговиот народ ќе бидат 70 години во робство,
се разбира во Вавилон. И кога ќе читаме Библијата, ќе видиме дека биле потребни било одењето од Јудеја, Ерусалим, кон Вавилон, било потребно да има 3 етапи. И во 3 етапи биле иселени сите израелци во Вавилон и таму биле 70, се разбира 70 години. Во книгата на Даниило имаме 2 изморени настани кои ни зборуваат за сигурносна, се разбира, сигурносна вера. Ке отвориме во Даниило, првата глава ќе го читаме 6 и 7 стих. Ке видиме, се разбира, за кого станува збор. Покрај сите јудејци, сепак Господ не го оставил својот народ, туку испратил луѓе кои ќе се грижаат за својот народ. Всушност, дека Бог преку овие луѓе, тој ќе се грижи за да Израелот во Вавилон живее добро. Како што реков, книгата на Даниило, првата глава, 6 и 7 стих. Вика вака: меѓу нив беа јудините синови Даниел, Ананија, Мисаил и Азрија. Тогашка началникот на дворјаните им ги смени имењата. Даниило го нарече Валтазар, Ананија Седрах, Мисраел Мисах и Азрија Авденаго. И еве што вели 14 стих од таа иста глава, прва глава од книгата на Даниило. Значи 14 стих го читаме. Поточно 17 стих. Им дарува Бог на 4 момчиња знаење и разбирање на секаква книга и мудрост, а на Даниило му подари уште да толкува и секакви виденија и соништа. Потоа, сакам реков да дадеме 2 уникатни примери за сигурносна вера. Седрак, Месак и Авденаго се ставени во овжарена печка поради својата вера. Ќе отвориме во книгата на Даниило, 3 глава, и ќе го прочитаме овој извонреден и уникатен настан. Тројца луѓе во вжарена печка. Царот Навуходоносор направи златен идол, висок 60 лакти, 6 лакти широк, и го постави во полето Дура во областа Вавилонска. И нареди царот Навуходоносор да се соберат сите локални управители, намесници, војводи, врховни суди, ризничари, законодавци, суди и сите областни управители да дојдат на свеченото откривање на идолот што го беше поставил царот Навуходоносор. И се собраа локалните управители, намесниците, воените началници, врховните суди, ризничарите, правниците, судиите и сите областни управители за откривање на идолот кој царот Навуходоносор го беше поставил и застана пред идолот што го беше подигнал Навуходоносор. Тогаш гласникот високо извика: ви се објавува вам, народи, племиња и јазици, штом ќе го чуете звукот на трубата, од свирки, од цитра, од харфа и од пеењето, како и од секакви свирки, паднете ничкум и поклонете му се на златниот идол што го постави царот Навуходоносор. А оној што нема да падне на колена и не се поклони, веднаш ќе биде фрлен во вжарена печка. Затоа, кога го чуја звукот на трубата, од свирката, од харфата и од другите свирки, паднаа на колена сите народи, племиња и јазици и му се поклонија на златниот идол што го беше поставил царот Навуходоносор. Во тоа исто време дојдеа некои од халдејците и ги наклеветија јудејците. Тие му рекоја на царот Навуходоносор: царе, жив да си довека. Ти, царе, даде заповед секој човек што ќе го чуе гласот од трубата, свирката, цитрата, харфата и од сите свирки да падне на колена и да му се поклоне на златниот идол.
а оној што нема да падне и нема да му се поклоне, тој треба да биде фрлен во вжарена печка. Но има луѓе, јудејци, што си ги поставил над работите на земјата Вавилонска, Седрах, Месах и Авденаго, тие луѓе не се покорија на твојата заповед, царе, на твоите богови не им служат и на златниот идол што го постави не му се поклонија. Тогаш царот Навуходоносор во гнев и јарост заповеда да ги доведат Седрах, Месах и Авденаго и ги доведоа тие луѓе пред царот. Навуходоносор му рече: Вие, Седрах, Месах и Авденаго, умислено ли не им служите на моите богови и на златниот идол што го поставив, не му се поклонивте? Од сега, ако сте спремни, штом ќе го чуете звукот на трубата, свирката, цитрата, харфата, пеењето од сите други свирки, паднете на колена и поклонете му се на идолот што го направив јас. Ако не се поклоните, веднаш ќе бидите фрлени во вжарена печка и тогаш тој Бог ќе ви избави од раката моја. Одговорија Седрах, Месах и Авденаго и му рекоа на царот Навуходоносор: Нема потреба да ти одговориме на тоа. Нашиот Бог, кому му служиме, е силен да не спаси од вжарената печка, па и од твојата рака, царе, ќе не избави. Ако пак и не се случи тоа, известно нека ти е, царе, дека нема да им служиме на твоите богови и на златниот идол што си го поставил, нема да му се поклониме. Тогаш царот Навуходоносор се исполни со јарос и лицето негово се намурти против Седрах, Месах и Авденаго и заповеда да запалат печка 7 пати посилна отколку што беше обично ја угорува. И им заповеда на најсилните луѓе од војската своја да ги врзат Седрах, Месах и Авденаго и да ги фрлат во вжарената печка. Тогаш тие луѓе беа врзани, облечени во своите облеки, со капи на главата и со други алишта и беа фрлени во печката огнена што гореше. Бидејќи царската заповед беше строга и печката вжарена, необично многу пламенот од огнот ги умртви луѓето што ги фрлија Седрах, Месах и Авденаго, а тројцата, Седрах, Месах и Авденаго, падна во вжарената печка врзани. Одеднаш царот Навуходоносор се стаписа се крена на нозе и им рече на големците своји: Нели беа тројца врзани што ги фрли во огнот? Тие му одговорија на царот: На вистина. Така беше, царе. Но тој му рече: Еве, јас гледам четворица, како одат неврзани среде огнот и ништо не им се случува и четвртиот личи на ангел. Тогаш Навуходоносор се приближи до отворот на распалената печка со оган и рече: Седраху, Месаху и Авденаго, слугу на Севишниот Бог, излезете и дојдете. Тогаш Седрах, Месах и Авденаго излегоја од огнот, и штом се собра локалните управители, намесниците, воените началници и советниците на царот, видоа дека огнот немал никаква сила врз телата на тие луѓе, дури и косата на главата не им беше опржена, а и облеките нивни не им беа изгорени, па дури и мирис на изгореното немаше на нив. Тогаш Навуходоносор рече: Нека е благословен Бог на Седрах, Месах и Авденаго, кој го испрати својот ангел да ги избави слугите своји, што се надева на него и ја послушаа царската заповед, па ги предадоа телата своји на огнот, за да не служат и да не се поклонат на друг Бог, освен на својот Бог. И еве, јас давам заповед, ако некој од народите, племињата и јазиците изговори хула против Бога на Седрах, Месах и Авденаго, да се исече на парчина и куќата да им се претвори во урнатини, зашто нема друг Бог кој може така да избавува. Тогаш царот се возвиси Седрах, Месах и Авденаго на земјата Вавилонска. Царот Навуходоносор до сите народи, племина и јазици што живеат на земјата мирот да ви се умножи. Угодно им е да ви известам на знаците и чудесата на Севишниот Бог, да ги изврши над мене. Колку се големи знаците негови и колку се силни чудесата негови, царството негово е царство вечно
и владењето негово од род во род. Видовме како овие три момчиња беа фрлени во вжарена печка, затоа што не му се поклонија на царот, на кипот, всушност кој царот Навуходоносор го направи заради својата вера. Знаеа дека тоа е идолопоклонство. Иако овие три момчиња беа под робство, под власта на вавилонците, но сепак без разлика на тоа, тие имаја сигурностна вера, вера во живиот Бог. И затоа му викаат: царе, дури ако Господ не избави, ние нема да се поклониме на твојот лик, ниту на идолот, ниту на боговите кои ги имаш на оваа земја. Сакаа да кажат дека тие имаја сигурност, всушност текстот сака да ни каже дека Седрах, Мисах и Авденаго имаја сигурностна вера во Господа. Така да и ние треба да имаме сигурностна вера, да имаме сигурност во нашата вера во Господа. Иако се наоѓаме во тешки времиња, иако можеби нашиот живот е во одредена опасност, дури нашето семејство, сепак не смееме да изгубиме сигурноста во нашиот Господ и Спасител. Ако нешто денеска е сигурно во овој свет, тоа е само верата во Господа. Ништо друго нема сигурно. Па дури нашиот живот не е во сигурни раце, освен кога нашиот живот припаѓа во Божи раце. Тогашка е најсигурен. Така да, наредната емисијата Глас на вистината, ќе видиме уште еден прекрасен настан текст како Данило е фрлен во лавовска јама заради својата вера, заради својата сигурна вера. Така да, ова вечер Господ нека ве благослови, ве оставам со размислување, читајте книгата на Данило, 3 глава, и ќе видите навистина еден извореден, уникатен текст кој што зборува за сигурностна вера. Пријатна вечер и Господ нека биде со сите вас и Господ нека ве благослови, се разбира, до наредната емисијата Глас на вистината. Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира оваа вечер ќе слушаат емисијата Глас на вистината. Како и сите изминати вечери, така и ова вечер. Бог благоволи по неговата милост да можеме повторно и ова вечер да бидеме заедно и се разбира да го слушаме неговото слово. Да го слушаме